Ново издание на Политиканти, јас сум Боријан Јовановски. Јас сум Сашо Ордановски. И денеска имаме гостин. Наш Така е. гостин е Александар Николовски, член на ВМРО ДПМН, Подпредседател од 2004 до 2008 председател на Унијата на млади сили, потоа 12 години член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН, одамна во политика. Имате 40 години, така? Едно 20 и една 2 години сте во политика. Во политиката. Па 20, 20, точно со некои паузи имали. Точно 20, благодарам на поканата прво, да. Така е. Што носи вашата генерација како ново во политиката? Вие сте, да речеме, не сте таа југословенска генерација. Не сакам да звучи ова што ќе кажам претенциозно, но загрижувачки го кажувам, мислам дека сме последна генерација која што влезе квалитетна во политика. Ако видите потоа скоро и да не влегуваат млади луѓе во политика, јас сега веќе не сум млад, ама зборувам кога сум влегол, сум бил млад. Во споредба со нас не сте стар. Да, сум помлад. Но ако видите, реално нови генерации не влегуваат во политика. Мислам дека е резултат на две работи. Едното е феномен европски. Тоа е појавата на социјалните мрежи, не сакаат луѓето да си оставаат животот на излог. И затоа имате и по Европа или слаби политичари или екстремни, дали е левица, дали е десница, небитно. И второ, кај нас, после оној период на криза 15-16, мислам дека нормален човек во политика не влегува. Ние кои што сме сега повеќе по инерција продолживме, отколку, например, јас сега ќе ви кажам една работа, не сум ја зборувал до сега во јавност. 2016 година имаше избори во декември, два пати нели се одложија, па беа декември. Јас тогаш не се кандидирав за пратеник, иако имав од партијата понуда и можност, имајќи пред позицијата во партијата. И јас лично тоа сериозно размислував да излезам од политика. И некаде година и кусур бев надвор, се вратив кога бев избран за подпредседател на партијата. Така што ми јас сум размислувал тоа да излезам од политика, можам да замислам како е на луѓе кои што не се во политика. Многу е занимливо оваа оценка што ја кажувате, бидејќи ние со Боријан понекогаш мислиме исто и за новинарството. Дека практично кога човек ќе види во последните, мислам, уште јас и Боријан правиме анализи, добро, ние ќе правиме анализи, нели, доека можеме. Ова другото што се појавува како помлади, одат во една забавна формати забавни за забава на народ и така натаму. Јас не викам дека нема млади новинари кои се добри и така, но се помалку и воопшто во овој тип на општествен ангажман има една абстиненција на младите, тоа е од една страна, па конечно, може би, хајде сега веднаш да влеземе и во политички некакви анализи, може и резултатите на левица за која нели ќе гласаа младите, овие кои што сакаат, не знам какви промени така натаму, се покажува дека може би се младите на Facebook, на TikTok, на Instagram и така натаму, но кога треба да се вклучат со поддршка или ги нема. Нема политички ангажман. Прво, јас Димитар го познавам од факултетот правен, тој беше член кај нас. Но тоа е друга тема. Истата тема е, зашто? Тој е далеко млад, тој е постар од мене. Така што генерација, например, сега да имате 4-5 квалитетни, нормално е дека треба да се гледат на возраст помеѓу 25 до 27-8 години нема. Или јас не ги познавам, но не ги гледам. Вие имате во една смисла една политичка оперативна биографија која е безпрекорна, бидејќи сте тргнали од најмлади години, меѓу другото и председател на Унија на млади сили и така натаму. Каква е сега состојбата со Унија на млади сили, апропо ова што го зборувам? Па тоа е проблемот. Тешко се регрутираат луѓе, тешко се. Председател на Унијата на млади сили за кој што има многу високо мислење, но генерално кога ќе видите што све влегува или може да влезе, тоа што влегува политика е многу послабо тоа што може да влезе. А претходно генерацијски се, ова е за друга анализа, ние сме имале цели генерации, дел од нив останале во политика, дел не останале, кои што биле препознатливи од млади години. Гледате вина тука и на сегашните политички генерации, само за да логично се. Дали има вина во вашата генерација, например, која не успеала да донесе нешто ново, туку се перцепира дека едноставно
пресликала некаква мимикрија на најлесно е она што го се има наследено од политичките, како од политичката култура во 90-тите, 2000-те. Најлесно јас да речам неверојатно, но веројатно има, но според мене, моето мислење, клучниот проблем е оваа феноменологија на социјални медиуми, која што ние и најмалце решаваме, и едноставно луѓе не сакаат да бидат на излог пред се со лажни вести. Не го варат едноставно тоа и јас ги разбирам степенот на политика е се и се што има, напади има од двете страни, но во некои други времења, гледам Слободен печат тука, јас се сум напишал колумна, од другата страна некој ти одговорил, мораш ти ја мислиш 5 дена пред да ја напишеш, да ставиш работи кои што тежат, кои што вредат според твојот светоглед. Сега се оди на од ракав и на комплетно лажни вести и не сакаат луѓето да живеат со тоа. Господин Николовски, ама секој сме на темата, овдека се уште владее едно мислење дека ВМРО е поактивно во таа смисла на ботови, на организирани социјални мрежи со далеко поголем капацитет, воспоставен уште пред години, тоа не е од вчера за овие избори и така натаму. Дека ние придонесуваме, но факт е дека има едно цело движење надвор од политичките партии кое што оди само на негатива. Генерално мислењето е дека политиката стана гнасна професија и затоа квалитетни луѓе не влегуваат. Значи, ако во моја генерација, првенцина генерација влегувавме во политика, не знам, јас дипломирав со 9,75, сега го немате тоа. Сега е главниот критериум клиентелизмот, опортунизмот и така натаму. За жал да. Веројатно предпоставувам се имате наплив на луѓе кои препознаваат нови победници, па има тој тип на приливи на луѓе кои сега јас сум ВМРО-ец, вчера бев ова, сега сум ВМРО-ец. Има. Факт е дека го има тоа. Неочекувано се согласивме на оваа тема. Неочекувано во смисла што сепак постои една генерацијска разлика и вие сте практично професионален политичар целиот свој живот. Очигледно дека одите на голема победа, цифрите, статистиките, предвидувањата се такви дека забележителен резултат ќе имате со парламентарните избори и така натаму. И по оние ветувања што ги давате, тие се многу амбициозни, многу, како да кажем, добро, сега, во политиката се ќе ти простат, тоа све малку ако не ги лажеш луѓето, типа ако им кажеш дека се што е како и што може, а не може да се направи и така натаму, веројатно луѓето тоа не сакаат да го слушнат. Имајќи го ова предвид дека бидејќи демократијата е тесно врзана со оптимизмот. Луѓето мора да веруваат дека ги чека подобра иднина за да може да бидат конструктивен дел од тој социјален општествен договор што се прави за да работите мрднат. Ќе се соочите со точно ова што го кажувате, значи едно мислење, еден став кој се чита во јавните анкети дека се што е политика е валкано, дека сите политичари се корумпирани. Вие придонесовте, не само вие и власта и така натаму, сега е Македонија белки најкорумпираната земја во Европа секако, може би во светот, иако цифрите кои ќе видите не се такви, ама се создава таква атмосфера. Како ќе го решавате тоа? Оти Николовски, знаете како е во политиката? После 2 месеци вие ќе кажете, ама чекайте, ние 5 недели сме на вас. Не, вие сте нормално е, луѓето ќе бараат резултати така. Вие ќе бидете видовни за се што понатаму ќе се случува. Тоа е предизвик број 1. Ние извесно е се веќе после првиот круг се појасни некои работи дека ќе победиме на избориве. Предизвик број 1 е да се соберат квалитетни кадри кои што ќе сакаат да направат нешто за државата, особено во дел на проектен менеджмент. Мислам дека тоа не се гледа многу во јавност, ама е сериозен проблем. Два примери ќе кажам. Две сериозни инфраструктурни делници, Охрид Кичево автопатот и Прилеп Градско, експресен, тоа е во суштина автопат без патарини, вака, наједноставно. Јас, моје скромно мислење е дека двата не се реализираат заради лош проектен менеджмент. И тоа се уште лесни проекти. Кампањата... Која смисла лесни? Бидејќи тоа технички проекти. Да, треба да се завршат. Ние разговараме за реформи, тоа се мултидисциплинарни, обштествени. Два може да ги видат луѓе за да не сакам да кажам, предизвиците се уште поголеми кога обштествени реформи. Се нас затоа велиме дека ова е последна шанса. Навистина сме собрани една екипа на луѓе кои што влегуваат со доста енергија во целава работа и сакаме да оставиме нешто позади себе. Не влегуваме во оваа работа само ајде да протуркаме 4 години па што биде.
Мислам дека тоа го чувствуваат нашите соработници, дека ќе се направи една добра екипа, која што ќе може да испорача. Сега кога ќе сме внатре имаме подобар увид и во тоа што се викаат бројки, затоа што и тие се битни за да испорачате. Буџетски како стои државата, прилив колку има, кои се побарување и така натака. Но мислам дека резултатите има. Особено сме решени во дел на борба со организиран криминал и корупција. Тоа ни е број еден. Ние и во партијата покажавме дека сакаме да менуваме и сменивме. И овој беше латентен, сега е веќе јавен судир кој што го имаме со ДУИ. Генерално е на таа линија. Ако видите зошто ние не сакаме соработка со ДУИ, тоа е токму заради таа причина. Тоа е политичката прекривка на тоа и некога суштина се националистички чувствата на голем дел од вашите гласачи. Ама видите, ние не велиме дека нема да имаме партнер од албанскиот блок, иначе кога би велеле сами ќе правиме влада без никого. Ама добро ви доаѓа ДУИ со цела оваа коруптивна реторика за засилување. Господин Николовски, не знам дали ќе се согласите, веројатно нема да се согласите, но претходната владење на ВМРО веројатно повеќе ја чини Македонија во оваа коруптивна смисла, отколку овие владења. Тоа треба да се чуе. Затоа што имаше една цела структура која што се искорумпира, која што на партијата, сега ќе зборувам само за нас, дуи треба за себе да се гледаат, но една цела структура таму која што партијата ја чинеше 7 исклучително тешки години во опозиција. Јас бев и претходно во опозиција, тоаш многу помлад, но се сеќавам и на тие времења. Таа опозиција со оваа опозиција не се споредува. Ние поминавме исклучително тежок период. Ова се сега можеби анализи за некои документарци, не за сега, но ние со години се боревме да ја тргнеме стигмата од партијата. Ние бевме изолирани дома, изолирани надвор, непрепознаени од никого, генерално оцрнати, кога ќе те препозна дека си од ВМРО, немаше втор чекор, од старт беше црно. И тоа беше затоа што наставивме ваква ситуација, затоа што директор на тајна служба изгради мериот на плоштад најскап на цел Балкан. Не може да немате последица од таа работа. Да, ние го исклучивме од партијата. Ќе продолжи да гради во вашиот окрит, сега ќе продолжи. Ќе видиме дали ќе гради. Не верувам, иако точно е дека земјата има земено во едни други времења скоро за без пари. Така што без разлика што го исклучивме од партијата, ни требаше време да покажеме дека работите се менуваат. И мислам дека сега е слично и да, ова не сум го чул до сега, овој тип на бидејќи мојот впечаток е дека вашиот председател, па и вие, до сега не сте давале вакви оценки за претходното режим. Ние што сме биле критички и така натаму, но јас лично излегов на пресконференција кога ги исклучивме од партијата во 2018 година. Октомври месец, 22, точно и датумот го знам. Ако е така, може ли појасните на што се однесува слоганот Македонија повторно горда, на кој период алудирате? Македонија повторно горда? Како повторно горда? Бидејќи видите, не можам да се сетам на таков некој период. Македонија повторно горда е антипод на ова што се случува последниве 2-3 години. Затоа што последниве 2-3 години, ако поразговарате со луѓето, генералното чувство е фрустрација. Најмногу заради криминал и корупција, има и заради други наметнувања. Например, јас, моје гледиште, стана Талат Џафери премиер, добро, тоа им е договор. Мислам дека повеќе луѓето ги изиритира онаа фешта која што изгледаше како на фудбалски стадион кога си одеше дома првиот ден од како беше избран, отколку самиот чин на... Добро, ама дело тоа знаете дека беше и монтирано, дека дело тие извици, пеење, песни, така говорат за... палење, шпалер нареден таму и така натака. Еден пример. И многу луѓе се чувствуваат фрустрирано, а има и времења претходно кога не се чувствувале. Така без разлика дали владата ја водела ВМРО, дали ја водел СДСМ владата, имала држава успеси, дали се економски, дали се спортски и така натака. И затоа велиме повторно горда. За времето на Груевски, претпоставувам. И кај Груевски имаше добри моменти, имаше и кај Црвенковски претходно добри моменти. Бучковски имаше непризнесуваните американски држави под уставно име, тогаш така натака. Така што имало периоди кога не се така далеко луѓето се сеќаваат дека поинаку било од ова што е сега.
ова што е сега чисто прашувам дали мислите на периодот на груевизмот или мислите генерално на некој не планираме реставрација на било што да правиме, затоа што е погрешно и ние на реставрација не успела, нити имаме таков мотив, нас ни е идејата ние да покажеме кои сме. Ние сме можеби најподценето раководство на политичка партија воопшто од независност на држава до сега во сите политички партии заедно. Тука би се согласил. Мислам дека тоа е вистината. Убедливо најподценети сме, но тоа е и шанса. Мислам дека ќе даеме најмногу резултат. Ако смеам да додадам на ова, инаку точно навиза. Гледайте, дали ќе се продолжи со подценувањето, ќе зависи од тоа што ќе правите, доколку најверојатно ќе дојдете во ситуација да формирате влада и така натаму. Но Мицкоски де факто беше близок соработник на господинот Груевски. Вие бевте човекот кој што ги продолжи контактите и кога Груевски пребега и така натаму. Сакам да кажем за чувството да зборувам ли за Антонио Милошовски, да зборувам ли за десетина од врвот на сегашното раководство на ВМРО. Гледайте, тие што не се експерти кремљолози за тоа што се случува во ВМРО и дали кога оди Николовски во Будипешта се гледа тајно јавното, значи тие што не се, впечатокот им е дека сте вие всушност ешалоните кои продолжуваат од онаа травма што ја доживеавме во последните повеќе години од владењето. За перцепциите и за реалноста. Во актуелното раководство на ВМРО ДПМН, вкупно во целиот извршен комитет има само двајца кои што биле министри во претходна влада. Вкупно, од 29 луѓе. Зошто толку многу? Тоа е едно. Второ, Мицкоски со цела почит никогаш не бил во кругот на најблиски соработници на Груевски. Други му беа најблиски соработници, ги знаат сите. Добро, ама го избраа они за председател, не го избраа јас би рекол на партијата. И ќе дојде време и ќе сведочиме како изгледаше тој конгрес. Во тие моменти Мицкоски беше единствениот кој што имаше храброст да ја преземе партијата. Многу поблиски луѓе на тогашното раководство и на тогашниот председател Груевски не се нафаќаја, дури дел мислеа дека се многу паметни, дека ќе почекаат 6 месеци да пропаднеме ние, да исчистиме првично лошото, па они да земат. Ние прво бевме, зашто велам дека сме најподценето раководство, ние на почеток бевме нарекувани времено раководство. Така беше перцепцијата внатре. Во однос на мене, може да верувате, може да не верувате, знам дека 90% нема веруваат. Јас немам контакт со Никола Груевски од пред да избега од Македонија. Прекинавме од чисто приватни причини, ние сме имале различни амплитуди во соработката. Имало и добри моменти, имало и лоши моменти. Јас генерално не зборувам лошо. Да не се јави човекот од Будимпешта да ве демантира. Не, слободно. Јас ако не лаже, јас генерално не зборувам лошо за луѓе со кои што сум соработувал. Знаете дека кога есента лани имаше разни обиди да се направат тука политички гимнастики, јас лично излегов со тоа фамозно USB на кое што беа измените на кривичниот законник, така што секогаш кога чувствувам дека треба да направам чекор, го правам чекорот. И фактите се, и реалноста е, може некој да верува, може да не верува ова што го кажувам, дека ние како раководство на партијата практично зедовме партија во стечај. Да, ама гледайте сега да речеме, ние понудивте Данела Арсовска, која овдека се доживува како комплетна инсталација на Груевски. Иако веројатно и тоа е далеку од вистината, Данела има своји грешки. Ние се разделивме во што се разделивме. Травматично. Поприлично. Но за волја на вистината не мислам дека било каква улога и во незиниот мотив имаше Груевски. Ако ми дозволите, околу борбата против корупцијата и организираниот криминал, па и перцепцијата за корупцијата, пред вас гостит ни беше Ковачевски, председателот на СДС. Ама кој вели перцепцијата на корупцијата е таква затоа што во време на СДС има слобода на медиуми и медиумите многу често зборуваат со право, нели? Така треба да е во една демократска држава. За прашање кој стварно многу ме занима вака да чујам како размислувате. Времето на Груевски медиумите тоа е една страшна травма за слободата на медиуми и знаете до што доведе, на кој начин го дискредитираше ВМРО во
европски рамки, поготово ИПП, тоа ви е многу добро познато, бидејќи сте човек кој е врската со најголемата европска партија, со тоа демохристијанско семејство. Можете да ми кажете дали ќе дозволите на медиумите да бидат критични вака како што се сега критични кон ова актуелната власт, односно власта на СДС? Тоа што јас мислам, гледате дека и тоа ми е стил, не е само кај вас, зборувам прилично отворено. Мислам дека е двостран однос. И мислам дека доколку медиумите сакаат да бидат слободни, треба и собствениците на медиуми да се потрудат да бидат слободни. Во моментов точно е дека има едно позитивно и чувство и реалност дека има слобода во медиумите. Добро е да продолжи тоа. И по мене, за да тоа се случи, мора да има од власта отворени врати, но исто така и медиумите да сакаат да бидат слободни. Мислам дека ме разбирате што се вам кажам. Не ве разбирам, докрај дали сте вие подготвени да издржите критична јавност? Апсолутно. Тоа што, например, Груевски не можеше. Но мислам дека не можеше да поднесе психички, не можеше да го толерира. Не, ние покажавме дека сме поприлично различни. Еве, гледате во опозиција кој стил на комуникација го имаме, иначе тие работи се гледаат. Се поминало време, ама јас се сеќам, судир со медиумите имаше ние и минатиот пат кога бевме во опозиција, што сега не можете да го видите кај ова раководство на партијата. Веројатно тоа се стилови и тоа е однос. Апсолутно сме отворени. Тоа што е добро е дека ова што зборувавме на почеток, овој систем на лажни вести во главните медиуми на Македонија не проби. И тоа е добро. Тоа е добро, мислам дека остава простор за работа. Пример, еве, ќе ви дам еден личен пример. Не сакам да додам со туѓи примери за тоа што мислам дека е најдобро со лични. 2020 година ја исто бев ностил во четвртата изборна единица и отидов затоа што Зоран Заев беше на другата страна, многу јасно зошто отидов. Сега одам затоа што мислам дека не се оставаат битки на пола и на што ќе личам пред луѓето да им речам дојдов 20 Заев беше, па сега не ја си одам. И тогаш беше кампањата каква што беше. Во таа соработка која што ја има со Вилма Русковска, имам индиции дека и други луѓе биле вклучени, но ова е тоа што го знам и што можам да потврдам. За мене беше отворена предистрага дека продавам кокаин и дека со парите од продажбата на кокаинот се финансира ВМРО ДПМН. Морам признам, не се сеќавам на вака. Се одам на тоа, зашто не се сеќавате? Затоа што од мејнстрим медиумите ниеден не ја презеде оваа информација, иако имаше изјави на Сигурен сте дека имало таква истрага? Вилма Русковска? Предистрага имаше за мене и имаше изјава незин. Врз основа на што? Напишал некој анонимка, претпоставам кој, но затоа што е анонимка, еве, ќе останам на тоа, да не бидам се ја извор на лажни вести. И врз основа на таа анонимка се отвори предистрага. Но, таа предистрага можеше да се отвори и да се затвори, и никој да не знае. Имаше обид да се тоа пласира во јавност, со цел да бидам дискредитиран. Ниеден мејнстрим медиум тоа не го пренесе. Го има на некои маргинални медиуми, ако го изгуглате, ќе го најдете на крајно маргинални медиуми. Да ве потсетам, и ова сега позитивно го кажувам. На прошлата недела да ве потсетам, излеговте со наводната хациенда на вашиот примарен противник доктор Филипче, стара приказна, проверена и така натаму, повторно се пласираше дека тој гради хациенда, наводно е каде, што е, како и така натаму. Знаете како, едно е овој тип на валкани медиуми, некој од нив еве ги судат, па како што гледате нема никаков напредок. Како се каше овој што го судеа со телефоните што му ги земаат, пошто ја не ги не следам. Доказ, моказ и така натаму. Таму кој знае кој се полни такви медиуми. Но и во официјалната политика вие излеговте со повторно дека се случува нешто што де факто е проверено и докажано дека не е така. Па не е баш така од антикорупцијска, тие велат дека имотот е купен пред да стане министер. Јас никаде не тврдев дека е кога станал министер. И е на членови на семејството. На неговата баба, односно како му доаѓа тоа сега. И имаше причина зашто јас излегов со тој настап. Пред се беше насочен кон Стево Пендаровски, но Стево, имајќи преви дека е поискусен политички, вешто избегна. Го избегна тоа. Имено,
Стево вакна нервоза, не знам зашто му требаше таа работа. Ме нападна лично и организира еден полувременски период лични напади кон мене баш преку овие вакви ботови, пошто се знаеме ние во држава и кои сме и што сме, не е некоја голема тајна. Ја гол там го премолчувам, тоа го премолчувам. И во еден момент, кога ги помина сите граници, почна лично ме навредува, мене, моето семејство, па нели рече да не била политика, во лептија сум немал да јадам. И решив да пред јавноста обзнанам какви јас информации имам, каков е тој како личност. И во суштина тоа што го кажа беше кон него, дека изворот на тие информации токму тој, затоа што обожува да седнува во група на луѓе, дали со ваши колеги новинари, дали со пријатели, и да поприлично озборува, затоа и јалопача, нели го нареков. Да, тоа се вака квалификации таман за овие социјални мрежи што ги критикуваме. Да, ама тој е председател на држава и треба да внимава. И кажав работи кои што едно 10 ваши колеги ми ги кажале истина неврзани на неповрзани средства. Разбирам, ама знаете дека и за вас се говори за ној хотел во Светинаум дека е ваш. Па добро што го отворивте, не е мој. Сакам да ви кажам, значи ама повикувајте се на објавени текстови. И благодарам, благодарам што го отворивте затоа што таа информација токму од куните на Стево Пендаровски. Таква работа нема и нема. Стево има толкаво влијание во медиумите, не знам ја. Бидејќи нема кај нас такво влијание. Кај вас нема, на други места има. И токму од него е пласирана таа информација. Отишле во езеро, веројатно во некој чамец, поима немам, сликале таму цела населба и викаат, еве сега хациендата од Александар. Прво таму има 4 објекти, не еден, треба да кажат кој. Второ, нема таква работа, треба документ да извадат. Нема затоа што нема. Да, е дивоградба, прашање и дали воопшто има документи за вадење, така што затоа што нели посочува и дивоградба дека имало, ја проверував и дивоградба нема таму затоа што од деца ние ги знаеме тие објекти, ама за луѓе кои што не се од таму не знаат дека тие добро, ова е убава прилика. Мислам дека не расчистивме околу вашиот однос кон слободата на медиумите како основна фундаментална демократска вредност. Ние имаме систем каде што директно, индиректно со владата ќе бидат поврзани 3-4 луѓе. За секој не можеш да гарантираш, но начинот па и да ги контролираш е преку слобода на медиуми. Нас не одговараа со слободни медиумите. Ама дали на медиумите ќе им одговара, бидејќи господин Јанковски, вие сте свесен дека газдите на медиумите очекуваат одредени односи со власта да ВМРО, навикнати на претходните односи, оти се тркала многу милиони, значи тоа не е милион два. Тоа го спомнав пред 10 минути. Со нас таков однос нема да има. Само ми е страв па да не тоа ги фрустрира многу да отидеме во друга крајност. Иначе со нас такви односи нема да има. А да ме прашам за еден друг однос кој го практикуваше режимот, јас ќе го наречам слободно на Груевски, меѓу другото јас и Сашо сме дел од тие таргети, новинари кои може би кои се критички настроени кон вашата влада да бидат дефинирани како предавници. И ставани на таблоа, како беше се што треба, доставање на бомби и доплюкање во кафани, мислам тоа. Ние ако ја правиме таа работа, мислам дека воопшто не треба да се нафаќаме да владееме. Ќе видите комплетно друг стил на владење, јас сум убеден. Тоа важи за господинот Мицковски, бидејќи тој има така повеќе. Можам за себе зборувам, можам и за Христијан да зборувам, затоа што го знам и знам што сака да направи во периодот кој што доаѓа. Ние прво не планираме 30 години да останеме да владееме, како што некои други во некои други времења сакале. Планираме да истераме еден, максимум 2 мандати, да оставиме позади себе трага. И да остане една трага во времето. Колку ќе се памети во иднина ќе зависи од луѓето, но ја мислам ќе се памети. Добро. Дајте сега да влеземе во има уште 2 теми за кои јас сум заинтересиран, сигурно сте се во центарот на. Се гледа едно ваше подобрување на односите, бидејќи сами одвелите дека кога отидовте во опозиција, меѓународната заедница ве практично ве исклучи од било каква суштинска комуникација, но во последнава година дена, особено во последниве месеци пред избориве, се гледа еден силен наплив на соработка на меѓународен, пред се мислам на американците, на Европската унија и така натаму, но знаејќи ги како тие функционираат, бидејќи ги следиме во последните 30 години, тоа не се поддршки без агенти. Доколку се знае дека нивната главна агенда прокламирана е влезот на Македонија во Европската унија и промената на уставот,
имате ли вие договор на таа линија со меѓународната заедница од тие како што може да ве дигаат и сега ве дигаат, така може да ви се случи да ве вратат на друг вид на списоци каде што ќе имате проблем. Како вие договор со меѓународната заедница? На ова што се нарекува промена на устав, ние имаме непроменен став и така ќе биде. Значи ние овој диктат не го прифаќаме и нема го прифатиме. Сме нуделе решенија, актуелна власт не ги прифаќаше. Од позиција на влада претпоставам дека ќе имаме повеќе можност да видиме дали можат да се реализираат, но мора да покаже и Бугарија добра волја, не можеме ни еднонасочно да ја поставиме работава и цела држава да е во шок дали некој ќе се разбуди во Бугарија утре и пак ќе ни стави вето. И на секои 6 месеци да кризира цела држава дали ќе имаме или нема да имаме ново бугарско вето. Таков тип на односи нема да прифатиме. Особено што таму е крајно нестабилно, гледате сега пак има избори. Се разбира. И ние нема да дозволиме да сме форма за дигање на рейтинг на било која политичка партија таму. Таа што промена на уставот ваква каква што е под бугарски диктат нема прифатиме. Со тоа се согласуваат и луѓето од ВЕН, бидејќи тоа очигледно ќе ви бидат коалициски партии, веќе официјално се поканети да влезат. Видете, нас вратата ни е отворена, точно сакаме со нив соработка, ако се согласуваат добро, ако не да сме здрави и живи, но мислам дека имаат разбирање за нашава позиција, затоа што нашава позиција е објективна. Ние практично фрустрацијата на македонскиот народ ја гледаме и не сакаме таа фрустрација да расте. Во однос на соработката со меѓународна заедница, мислам, не знам, јас секогаш малце порано ги кажувам работите, 2018 зборував датум дека нема да добијам, никој не ми веруваше. Еве и сега ќе кажам нешто кое што е моја перцепција во основа на многу контакти. Претпоставам 90% од јавноста нема да се сложи. Мислам дека неколку големи земји членки на Европската унија, од една страна и Соединетите американски држави од друга страна, немаат иста визија за регионот. И стојам позади ова што го кажу. Ај малку по како што и 2018 може да го кажа, елаборирате изгледаше еретички, еве сме 24-та е така. Добро. Мислам дека 4 до 5 поголеми земји членки на Европската Некој од унија. нив се претпоставам. Можам и по име да ви кажам, Па, иако би ни било еден добро. од нивните амбасадори нема ви го потврди ова Се што го разбира, кажувам. но- Значи мислам на Франција, мислам на Белгија, мислам на Холандија, мислам на Данска. Не и Германија. Не и Германија, Не и точно, да. и многу прецизно го кажувате тоа, не и Германија, од големите, не и Италија е од големите, Добро. но овие други држави имаат различна визија за регионот од таа визија што има Германија и Соединетите американски држави. Тие мислат дека ние треба да останеме соседство на Европската унија. А Соединетите американски држави и Германија мислат дека треба да сме дел од Европската унија. И тоа по мене е клучен проблем за целиот регион. Вие ако гледате, регионот има отворени прашања кои што не се решаваат затоа што едноставно некои не сака да се решат. Јас до денес не добивам логичен одговор зошто Албанија не почнува преговори со Европската унија. Па добро, И- има разни одговори сега, да не ги и никој- цитираме, ама никој- Ја чекаат Македонија во главно. Ама тоа е оправдание. Не е суштина. Суштински никој не ви дава суштински одговор. Но ќе почне. Така што тоа е што е моја перцепција. Она за што имаат заедничко помислење овие 5 големи земји членки на Европската унија со Германија и Соединетите американски држави е борба со организиран криминал и корупција. Ве разбирам, Николовски, Сега, следите за оваа темата, работа- ама знаете што подразбира ова што го кажувате? Со други зборови сакате да кажете Европа не е расположена за нас, зошто би правиле големи политички компромиси кога и така нема да стане Не, членки? не го мислам тоа. Тоа Одам ли на е тоа. Не. одговорот? Не. За вторава работа, за борба со организиран криминал и корупција, па има неподелен консензус помеѓу сите држави. Дел тоа го прават од идеолошки причини, веруваат во тоа, демократска вредност е, дел затоа што тој криминал им се увезува после кај нив, значи го прават од практични причини. И тоа за што најмногу зборуваме со представници меѓународна заедница е антикорупцијска агента после избори. И ако видите во регионов тој кој што е сметан за условно кажано најпроблематичен е најподржан во оваа битка затоа што најдобро ја тера тој Албин Курти. Значи во Косово во моментов имате најсилна антикорупцијска политика од сите земји во Ама тоа и регионот. негови луѓе се во антикорупцијската политика уапсени. Ама така оди тоа Всушност, не може, повеќето. може да се само од другава страна, а најчесто се корумпираат тие кои што се на власт. Но, господин Николовски, вашата председателска кандидатка Али Мицковски, ако не се лажам, овдека на големо зборуваат за амнестии.
на луѓе кои што се осудени, Не, а вие за говорите за за различни правна работи. држава. Не, Во различни која работи. смисла се различни? Едно е да направите финансиски криминал, друго е да толкувате дали 27 април беше тероризам или насилство. Никој не вели дека немаше насилство, ама да толкувате дека таму имало конспирација за терористичко загрижување на уставниот поредок на Македонија од луѓе кои што случајно се нашле таму, мислам дека се претера политика. Правнички, тоа Ќе држи во дебат. тој тип на правни дилеми. Држи Не. дебата околу тоа дали е тероризам или е насилство. Нашата битка Но е дали- јасна во дел на антикорупцијската битка. Значи, или ќе исчистиме корупција или нема исчистиме корупција. И нас Суиров со дујенија потајленија. Не дека дуи јавно велат ќе штитиме корупција, но таму има широко распространета корупција во моментов, а тие луѓе кои што не е докажано, ама се барем символ за ова што се се обвинување за корупција, се пак првенци во дуи. И како вие се соработувате со нив? Објективна е вашата анализа околу тоа дека тој бугарски услов предизвика фрустрација. Но, видите, вие сте стварно човек кој многу добро ги познава европските констелации политички. Вие исто така добро знаете дека промена на таа преговарачка рамка скоро е невозможно да се издействува, поготово не во овие услови, со ваква влада и со се она што се случува па и во самиот Европски совет. Сега некој да се занимава да се расправа со Бугарија и не знам што. Мислам, не гледам, мислам дека тоа сами знаете дека е невозможно. Да не губиме време многу, господине Николов. Ако има добра волја, А нема да има. истата работа можеме да гледаме на два начина. Ако има добра волја, ние можеме да имаме вин-вин ситуација, каде што ќе се пронајдеме двете страни, и ние и Бугарија. Ако нема добра волја, тоа е поврзано со ова претходно што го кажав, која е перцепцијата за регионот, тоа ќе ја ви гарантирам. И да има промена на устав, пак ќе има вето. И стојам позади ова што го кажам. Добро, вето Затоа што може да мене- има и од други држави, Не, господин Николовски, добро знаете. зборувам за од Бугарија, зборувам за идентитетски прашања. До денес, јас сум немал соговорник од другата страна, кој што ми рекол нема да има вето. Па како не имавте, со Петков разговараше со Мицковски, на кого му рече дека нема да има вето. Ама Не, од другата така, ја страна бев на тој вас не разговор. што му рече Петков дека ќе ставаат дополнителни вета. Значи, Петков на разговорот во ВМРО ДПМН, Да, на кој што присуствував и јас, да. воопшто во тој момент не зборуваше за било каков француски предлог. Зборуваше општи флоскули, индискретно Добре, е добре, до крај добре. се раскажуваат такви средби затоа што нели дипломатски не е коректно, но тоа што можам да кажам ќе го кажам. Таму имаше општи флоскули од типот добро е двата народи ја соработуваат, двете држави ја соработуваат. Да бидам искрен, не сакам да го навредам. Добро. Мислам дека човекот не беше навлезен во материјата и нити беше навлезен во суштината на проблемот. Да, Таму можеме ли други да играчи ја изиграја работата. Добро, можеме ли да си дозволиме да заглавиме во неприфаќање на ништо Европската унија пасивно да Борјан, рече, ја не знам- видите, ова е вашата преговарачка рамка. Не знам ја дали добро се изразувам, но јас мислам дека ние сме заглавени и дека одлавувањето не зависи само од нас. Затоа со наједноставен пример го објаснувам. Теоретски се случи промена на устав утре. Што правиме ако има за 6 месеци пак вето? Пак Не, ќе знаете, кризираме, ќе ама- викаме дај сега Ама се знаете учи, што е, да обичуваме. гледайте, они велат променете го уставот, нема да има вето. Вие велите а што ако Не, има? не велат Сега така. во тој Не велат така. Па така велат. Велат, променете го уставот, а ние, јас ви кажувам во разговорите кои што ги имаме, Да. а ние не ви гарантираме дека нема да има вето, туку ти е на Бугарија потешко, окей, потешко, и тие ќе стават вето. Добро. Мислам дека си ги расчистивте позициите околу тоа и нема ништо ново. Ова го говорите подолго И време. мислам дека е нечесно према народов да ние влегуваме во такви авантури. Добро. Не, ама и околу тоа, околу можноста за промена на преговарачката рамка. Тоа сега специјално за ме- промена. И тоа ме интересира, Значи, ние- како ја гледате ние сме таа целосно- можност, која целосно свесни. ја лично не можам да ја видам. Целосно свесни сме, ние не бараме промена на преговарачката рамка. Што бараме ние? Едната работа е применливост на уставните измени. Таму никаде не пишува дека уставните измени треба да стапат во сила утре дента. Добро. И тука има простор да се игра кога временски би влегле Кога во ќе сила. станеме членки? И затоа да ние се- имаме да. предлог за таа работа. Второ, содржината на уставни измени не е напишана нити во
протоколот кој што го усвои Европската комисија, нити во преговарачката рамка, нити во поддржувачките документи. Не е напишана. А каква може да биде таа? Ние дадовме тука предлог, овој хрватски модел, кој што не беше прифатен од дел од власта. Значи, повторувам, доколку се сака има начин. Никаде во преговарачката рамка не бараме ние амандман да се стави дека Бугарија треба да се ги почитува своите обврски, а тоа е да ги примени пресудите од Европскиот суд на човекови права. Едноставно тој ми е обврска. Не, И затоа ние велиме, дајте да направиме пакет во кој што и Бугарија ќе покаже добра волја, ќе ги заврши своите обврски. А вака едностранно ние да влегуваме под диктат да носиме уставни измени, тоа нема случај. Господин Николовски, добро, во ред, јасно, тоа прилично јасно го кажувате и низ кампањава и пред кампањава и така натаму, и немаше дополнително до тоа да се праша, освен што јас на пример гледам дека вие ќе влезете во една ваква елаборирана дискусија што со Европска унија, што со Софија, која нас ја начини уште многу, веројатно години, не се месеци така натаму, паралелно инсистирајќи на антикорупцијската кампања која ќе ја спроведете. Можете ли да ни објасните дали тоа ќе го правите низ постоечките институции на правосудството и на органите за гонење криминал, или замислувате некакви вонедни институции? Ние имавме искуство со специјални истражни органи, специјални обвинителства и така натаму. Вие би требало подобро од мене да разбирате дека секоја реформа на правосудство ќе ви земе веројатно 2 влади од сега па натаму. Значи, бидејќи гледам дека ви е многу ургентна темата, бидејќи гледам дека велите дека тоа ќе ви биде фокусот, што да очекуваме во првата година? Некакво инсталирање, нели од днес варијантите се, до нови специјални овластувања и така натаму. Јас мислам и стојам позади ова дека ние имаме и добри институции и добро законодавство. Треба да се даде шанса на луѓето да работат. Затоа не случајно велиме распуштање на судскиот обвинителскиот совет, не велиме укинување на судскиот обвинителскиот совет, туку распуштање на постојниот состав, кој што сам себе се компрометираше. Ама затоа има закони, тие не може да се повикаат наново, ниту да се распуштат, ќе зависи од вашите мнозинства во собранието. Оти ќе се заглавите во неостварливи проекти. Во однос на изборот на членови, исто така има брзи решенија кои што даваат резултати. Веќе ви кажам едно. Антикорупцијската комисија, втор мандатен период, мислам дека во јавноста има релативно пристоен имидж. Што прави обвинителството со иницијатива е проблем на обвинителството. Дали се согласи за разлика од антикорупцијската во време на Груевски? И од сите претходни. Да. Значи, претходниот состав и овој состав, мислам дека имаат пристоен имидж во јавноста. Една од причините е начинот на избор. Можеби тој начин на избор треба да примениме во изборот на членови на судскиот и на обвинителскиот совет. Треба да смените законите. Со мнозинство тоа се менува за недела дена. И после тоа, овој капацитет кој што го имаат институциите, со ова законодавство, доколку има политичка волја, ќе даде брзи резултати. Ја не случајно велам дека малце ми ја вулгаризираат изјавата од политички противници, ама тоа им е и работа. Јас не случајно велам дека првите резултати на средување на државата можат да се видат за 6 до 9 месеци. И можат и ќе се видат. Имавме ние и за како беше оној часовник што требаше нешто броила, некој ќе се кача и така натаму. Јас сум убеден дека претходната власт имаше амбициозна програма, претходната власт имаше едно добро етаблирано специјално јавно обвинителство кое заврши така како што заврши, но произведе. Таму мислам дека само дозволете да ви ја кажам поентата затоа што вие ќе се соочите со тоа. Произведе бројни издржани случаи кои заедно со СДСМ нели ги изгласавте дека треба да застарат некои од нив и така натаму, врз основа на илјадници прислушувани разговори. Вие ќе го немате тоа, односно правосудните органи ќе ги немаат прислушуваните разговори или можеби имаат, не знам што ќе прават. Сакам да ви противречам во смисла на тоа дека е прашање дали низ постоечките институции можете со овие високи ветувања што ги давате, велите за 6 месеци до 9 месеци резултати. Ќе ве држиме за збор, гледайте. Мислам дека може, зошто? Мислам дека најголем дел од луѓето кои што работат во судството и во обвинителството се честни луѓе. И мислам дека ако се ослободат ќе работат. Не гледам дека таму имате мнозинство
екстремни случаи. Екстремните случаи се малцинство таму и тоа сериозно малцинство и се знаат меѓу себе тие. Прашањето е дали ќе го користите Кога ќе поразговарате неформално, сите знаат кои се таму лошите делови на системот и во едниот и во другиот систем. Дали ќе го користите тефтерчето на Гордана? Ако правиме притисоци, тоаш нема да има успех. Ве разбирам, ама дали може без притисоци да се има успех? Тоа ми е прашањето. Тоа мислам дека ако знаете какви сте, вие сте политичари, за 3-4 месеци со најдобра волја сето тоѓе, нема резултат. Кога нема резултат, дај тефтерчето на Гордана. Не, јас обратно мислам. Мислам дека ако се остават да не им се врши притисок, има многу повеќе резултат отколку сега. Затоа што сега имаат автоцензура. Да сме фери, Зоран Заев правеше огромни притисоци. Сега мислам дека не работат затоа што чекаат некој да им каже дека треба да работат. Добро. Да прашам, председателот Мицковски рече дека он нема да го користи името Северна Македонија. Предпоставка, станува премиер, утре излегува на пресконференција, или вие, министер за надворешни работи, можеби, како настапувате? Северна Македонија Република или викате Република Македонија? Може да додадам уште едно прашање, само на бидејќи во истиот контекст, како гледате на ова пеење на полицајците на вашиот министер, песни кои што се игрорно фолклорни, што се тоа? Па тоа е истиот контекст, мислам. Прво, нас никој не може да не натера со сила да користиме нешто што не сме убедени дека треба да користиме. Лично мислите? Второ, ако бидејќи вие ќе застапувате институцијата, тоа зборувам, не сте Александар Николовски опозиционер, него министер за надворешни. Второ, и во постојниот преспански договор, колоквијална употреба и лична употреба никој не забранува на името Македонија, напротив е уредено и како се употребува. Да, во колоквијалната, да. Трето, институциите, за жал, го имаат име во кое што го имаат. Ние сега функционираме во рамки на тие институции. Јас сум добил уверение за пратеник со Северна Македонија и така натака. И ние, фала Богу, ни талибанци сме да уништуваме институции, нити ќе уништуваме институции, но никој нас со сила не може да натера да користиме нешто во што не сме убедени. Во однос на песната која што испева, мислам дека е убава македонска песна и нема ништо лошо во таа работа. Гледате, утре може да се најде убава албанска песна се спее на министерот на Аги Ахмети, па потоа ќе се најде убава, не знам, влашка песна и така. Тоа е сепак официјална структура, немојте сега по химната да почнеме песни да пееме. Не ја доживувам етнички песната. Мислам дека е баш убава наша македонска песна. Мене ми се допаѓа песната, јас друго проблематизирам. Не мислам дека било кому наредил, мислам дека беше една спонтаност. Обратно, тука мислам дека е лошо сега што требаше им кажете, ај прекинете. Не, ја многу се плашам од тој тип на спонтаност и вие ќе влезете во политика што спонтаностите има друг официјален контекст. Дозволете да ве допрашам. Тоа ми е проблемот со колоквијално, но нормално јас никогаш не го користам вака, мислам, во новинарски ни текст, ни тоа Северна Македонија не ми значи. Прво сум навикнат, да, но како министер за надворешни премиер, вие Грција ќе рече, чекајте сега, вие застапувате институција, вие практично говорите од име на институција и тоа не е колоквијална употреба веќе. Вака се. Прво, за мојата луга ќе видиме, треба да поразговараме во партијата. Велат министер за надворешни. Но кој да е премиер, министер за надворешни, министер за финансии, за одбрана и така натака. Повторувам, никој не може да ни наметне да користиме нешто во што не сме убедени. Секако во официјална кореспонденција, комуникација, писма и така натака, институција, тоа, за жал, таа е реалноста. Со која што јас не се слагам, не ми се допаѓа, ама тоа е реалноста. Знаете зашто ве прашувам? Ве чека борба со Бугарија, со луѓе во Европскиот совет за да лобирате, за да добиете ова што го посакувате во однос на преговарачката рамка, отстапки некакви кои ќе намалат таа фрустрација која реално луѓето ја доживеа, не е спорно. Но со овој тип на колоквијални истапи, вие ќе добиете практично не само Софија, туку ќе повторно ќе вратите Атина во игра. Никола Тодоров на вашето место овдека рече, слушайте, ако се караме со Софија, тоа ќе биде многу компликувано. Ако се скараме повторно со Грција, крај да приказнат. Мислам дека во моментов во Грција има влада, дел од министрите ги познавам,
Да, вие сте случајно како Советна Европа. Семејство сте. И преку Европска народна партија, но дел од нив беа доста проминентни пратеници во рамки на грчката делегација во Советна Европа. Дел уште се, Дора Бакојанија на пример таму. Да. Мислам дека се работи за една крајно прагматична пробизнис влада. Тоа ми е чувството. И мислам дека она што ќе сакаат да го видат со нашата држава е развој на трговски односи, на инвестиции, пак во нивен интерес. Например, проектот за брза пруга, колку и да изгледа чудно на многумина, главно се турка од Грција. Па да, многи марки. Затоа што ќе ги отвори нивните две најголеми пристаништа. Пиреја кај Атина и Солунското. Таа што тоа очекувам како односи со Грција, што за жал не можам да кажам за Бугарија. Не, добро, ја само прашав, кажи се што. Ја имам, бидејќи веќе ближиме кон крајот, имам уште едно битно прашање кое не сакам да не го одговориме. Вие сте охриѓанец, без разлика што два пати трчате низ истокот на земјава за кандидатура и така натаму. Впечатот дека охриѓани не сакаат градот да им биде дел од ЮНЕСКО. И дека стандардите што ЮНЕСКО ги наметнува се престроги за желбите на охриѓани. Што е вашиот став по тоа, бидејќи ќе ве дочека и таа политика? Не можам со да не да одговорам, ако ми дозволите минута или две. Да. Мислам дека е огромна придобивка за градот што е заштитен од ЮНЕСКО, огромна. И тука нема никој дилема. Во исто време, мислам дека дел домашни институции од своји причини, кои што треба подлабоко да се истражат, отидоа во пререгулација, преголема регулација, со работи кои што никој не ги баре. Тоа претпоставам дека е реакција на она што се случуваше претходно, и јас лично сум бил огромен борец против една интензивна урбанизација која што се случуваше таму некаде 2009, 10, 11, 12 година. Имав и физички напад за таа работа од еден од така наречените инвеститори. Претпоставам се сеќавате на тоа. Да. Таа што мојата позиција е таму јасна. Но сега што се случува? Луѓето кои што живеат таму сега се донесени во друга крајност. Значи, ако претходно згради како печорки никнуваја, што беше катастрофа, сега не можат прозор да сменат без да дојдат во Скопје, што е најголема фрустрација за нив, затоа што се централизираше процедурата. И практично заради домашни процедури се создава на крај на луѓето им треба нешто како символ или како изговор. Изговорот е ЮНЕСКО, а во суштина ЮНЕСКО не е проблемот, туку е проблемот ова што се случи. Лошата администрација. Сега да го кажам решението. По мене, мислам дека решението е во неколку насоки. Прво мора клучните државни институции, мислам пред се тука на Министерството транспорт и врски, Завод за заштита на споменици така натака, да отворат локални канцеларии. Да не мора човек за еден прозор до Скопје 3 пати да доаѓа. Второ, мора градот да добива субвенции. Затоа што сега актуелниот градоначалник го раздолжи, честитки за тоа, прашање на време кога пак ќе се задолжи. Со помош на владата, само да не заборавиме. Да, имаше дел и владата помош, но главно е негов ангажман, но прашање на време кога градот пак ќе задолжи, затоа што има многу повеќе обврски од што има приливи. Приливи има како секоја друга општина, а обврските му се 10 пати повеќе. Значи мора градот да добива субвенции. И домашни, но и од надвор. И трета работа, луѓето, особено оние кои што живеат во заштитениот дел од градот, исто така мора да добиваат субвенции. Значи, ако вие барате од нив, да нив куќата им изгледа на тој начин, со тој изглед, а тие не ја користат куќата за комерцијални цели, зашто не секој сака па и со туризам да занимават, живеат таму. Тоаш вие мора му дајате субвенција. Затоа што тоа кошта неколку пати поскапо отколку да се изгради обично. Ако дозволиш, ја би уште сепак сашал некои околу геополитички прашања. Вие сте близок до Орбан. Сте или не сте? Лично ме прашувате? Па, раководството на партијата. И лично и раководството, да. Имате некакви импресии од начинот на кој тој води политики? Видете, тој моментов е единствен во рамки на Европската Унија кој што е анти-мейнстрим политичар. Тоа во неговата... Добро, на власт која е. Да, зборувам за премиери. И тоа во неговата држава му носи поени.
И тоа не сме да се подцени. Тој беше премиер 98-2002 и пак е се премиер од 2010 година во континуитет. Добро, не баш во слободна држава, бидејќи и таа е на многу начини оценето дека е со узурпација. Тоа е тоа што е анти-мејнстрим и сега природно против него има сериозен отпор, но има и сериозна пропаганда. Во суштина се работи од моите лични контакти, можам да ви кажам, јас го познавам од кога беше опозиција. Во 2009 година го запознав прв пат. Стана премиер 2010. Се работи за исклучително интелигентен човек. Апсолутно и образован на Оксфорд. Страшно образован. Нема дилема околу тоа. Многу фокусиран и со јасна визија за сопствената држава. Која што е прифатена во рамки на неговата држава. Дали таа визија одговара за остатокот од Европската унија? Веројатно за поголем дел од државите не. Не дали таа негов концепт на илиберализам ви се допаѓа? За Македонија не одговара, сме зборували, например, и на таа тема, но немам чувство дека се обидува да го наметне на било кој друг, за разлика од другиве држави кои што не им се допаѓа неговото, па се обидуваат да наметне. Знаете, зашто е прашувам, вие сте во ИПП, он излезе од ИПП. Да, излезе точно. Меѓу другото и затоа што каде сте вие сега? Меѓу некаде? Бидејќи он се обидува да формира нова фамилија и така натаму. Ние сме во Европската народна партија и да има нова фамилија, ние ќе си останеме во Европската народна партија. Ние имаме однос на почит, гледа кон Македонија со многу почит, не се обидува да наметне ништо и политиката која што ја води таму во најголем дел од работи овде не може да се води затоа што сме различни држави. Дали имате очекување од неговото председателство со Европската унија кога почнува на 1 јули дека ќе ви помогне за промена? Имам во делот дали има некој договор, некој разговор со делот на забрзување на евроинтегративниот пат, да, апсолутно, затоа што претседавачот има голема улога. И уште нешто, вие немавте дилема околу поддршката Украина, фактот дека Русија е агресор во Украина, нели? Видете, и на таа тема некојаш ми дури и банално ја зборувам, затоа што се водат разни пропаганди. 2014 година, кога почнаа првите проблеми, затоа што војнава не е од вчера, Крим и анексијата на Крим, јас заедно со уште двајца пратеници во Советот на Европа, едниот Боб Волтер од Велика Британија и вториот Стефан Шенах од Австрија, ја поднесовме првата декларација за воведување на санкции на Русија во рамки на Советна Европа. Тогаш јас првпат се соочив со ботови во мојата политичка кариера, видов тоа како изгледа. Руски ботови. Па да, а руската амбасада официјално ме нападна во свое соопштение, одеше и на Твитер и официјално и така натаму. И сега 10 години подосна се доведувам во ситуација да треба да се борам со пропаганда, главно произведена од домашни актери, дека јас лично или партијата на која што сум подпредседател била проруски ориентирана. Знаете зашто ја прашувам? Како? Не знам како да одговорам. Бевте многу тврди се носиме во ситуација на баналност да треба да се правдаш за работи за кои што не ќе размислуваш. Бевте многу тврди во однос на прифаќање на помали коалициски партнери. Но Стоилковиќ го ставивте во добитна комбинација, човек кој инаку оди во Москва на форум кај Путин и нема, видите, легитимно е тоа. Јас отворивте шинелот за се што можете да покриете, а во тоа има Иван е најголема партија на србите во Македонија. Тоа е окей, има став кој што има легитимен. Наш традиционален ме интересира како вие тоа ќе го менаџирате во наш традиционален партнер кој што остана со нас 7 години во опозиција, како ретко кој друг. И ние тоа го поштуваме. Во однос на оваа работа не се слагаме и нема се сложиме и секако нашиот став ќе е надвладе, затоа што ние сме носечката партија во таа коалиција. Добро. Господине Николовски, кога седнавме да разговараме... Иначе примив двајца пратеници украинци, неќам јас да се фалам со тие работи и да се сликам. На денот кога почна кампањата. И до сега никој друг во Македонија нема примено пратеници од Украина, надвор од некои си службени протоколи. Тоа така што е и политички став, тоа треба да се објави. Така што не го објавив, ама не сакам секој ден реклами ја правам од тоа, така што и тоа многу зборува за мојот личен однос со многу луѓе таму. Кога седнавме на разговор, ве предупредив дека имам алергија и дека може да се раскивам и така натаму, бидејќи ни еднаш не кивнав, значи не сум алергичен на варовци. Тоа е добро, тоа, да. Може да сум алергичен на времево, не знам што се да се како поминувам. Добро здравје посакувам. Благодарам. Добро, поминавме доста прашања. Да.
Ви благодариме вака за овој отворен ово. И да ви се Беше заблагодариме за, бидејќи нас не се случи оној инцидент трагичен со колегата, вие бевте човек ми е жал. со кој требаше да правиме И разговор. да изразам сочувство, ако ми дозволите, да. Семејството, навистина мене ме погоди многу тоа, со денови вака не можев на себе да дојдам. Да, вистина беше така. И ако Жал ми е што не дозволите, можевме повеќе му помогнеме. уште еднаш, бидејќи не секавме го кажеме вашето име, уште еднаш јавно да му се заблагодарам на вашето безбедување, кој навистина излезе во пресред и направи се што можеше да се направи. Благодарам. Јавна ја благодарност. Бог да го прости, за жал тоа е. Да, така е. Политиканти, одиме понатаму во уште недела дена пред избор. Колку имаме уште емисии? Уште 2-3, кога? Уште 8 мај, уште 2 имаме. Така е, добро. Му благодариме на господинот Александар беше Николовски задоволство. и кога ќе продолжиме да ги критикуваме после изборите, ќе биде многу лесна Да, ситуација. и нема вања да се затворите, и има да ме да правиме не доаѓате лоб. на интервјуа со тие кои со кои не се согласувате. Јас со задоволство прифатив, ево тука продолжувам за кавадарци, така што благодарам уште еднаш на И поканата. благодариме на вас. Толку за денеска. Толку за денеска, Поздрав. се гледаме веројатно во вторник, како му доаѓаат. Не, во петок, се Во извинам, петок, сега петок, сме. петок, денеска. Така е, тоа за денеска.